Избирачкиот материјал за предстојните избори со полициска придружба излезе од битолската печатница и се дистрибуираше до општинските изборни комисии, кои утре ќе го достава до избирачките одбори. Станува збор за 1.814.263 гласачки ливчиња, колку што има и регистрирани избирачи за овие избори. Државната изборна комисија ги уверува граѓаните дека процесот што ќе се одвива во услови на пандемија ќе биде безбеден. Ја користам оваа прилика да ги повикам граѓаните да излезат на гласање, да не се плашат за своето здравје, затоа што ние се погриживме да ги снабдиме сите избирачки одбори со доволно заштитен материјал, заштитни маски, за и оние гласачи кои евентуално не можат да си купат или немаат или нема да носат од било каква причина, ќе можат да добијат заштитна маска за да можат да го остварат своето право на глас. Иако евиденцијата покажува дека повеќе од 5000 лица се во самоизолација, само 747 се пријавиле да гласаат в понеделник. И овој дел од тридневните избори ќе го следи граѓанската асоциација МОСТ, но со видоизменети протоколи. Ковидот го смени комплетно не само начинот на живење, туку малку ги менува и процесите. Ние ќе имаме мал број на наблюдувачи и во понеделник и во вторник. Треба да видиме дали ќе оди по принципот да се даде ливче, па човекот да гласа внатри и да го врати, или ќе оди по принципот да се влегува во живеалиштата каде што се пријавени овие луѓе. Меѓутоа, дефинитивно нема да влегуваме во куќите. Не само заради нашата безбедност, туку и заради безбедноста на луѓето кои што се таму. На 15 јули МОСТ ќе покрива 696 избирачки места со околу 900 наблюдувачи и ќе има дополнителни 55 мобилни тимови. Поради корона кризата и ОПСЕ ОДИХР ја намали својата наблюдувачка мисија, која за овие избори ќе брои 7 експерти. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.